почитувани присутни, почитувани представници на медиумите. Денеска сите ние сме тука да се поклониме пред вечното почивалиште и спомен обележје на нашиот голем сограѓанин и интернационално прифатен естраден уметник Тоше Проевски. Како наша должна почит за момчето со големо срце, кое беше преполно со љубов, добрина, хуманост, верба, човечност, но и бескрајна посветеност и верност кон музиката. Му даваме достојна почит на нашиот Тоше пред реализираното идејно решение на неговото вечно почивалиште, кое се оформи како конечно низ постојана комуникација и консултација со родителите на Тоше. Од денеска натаму сите ние, како и сите фанови на Тоше од другите земји, ќе можеме да се поклониме пред неговото вечно почивалиште, кое како символ ја одразува искрената религиозност на Тоше Проевски и вербата во Бог, кој тој ја споделуваше и преку неговата музика. Тоше на најдобар можен начин успеа да го обедини Балканот. Онака, како што треба, успевајќи со својата искрена желба, неповторлива харизма и со своите безвременски песни да ги премости сите навидум непремостливи нешта. Тоа е нашата македонска гордост, кој со својот ангелски глас и непосредност полнеше стадиони, плоштади и сали, каде и да се појавеше. Огромното влијание и споменот на неговата силна личност и исклучителен талент никогаш не ги оставија без посетители неговото гробно место и спомен куќата, но од денеска натаму имаме вечно почивалиште и спомен дом, достојни за големината на Тоше. Загубата на Тоше Проевски со ништо не може да биде надоместена. Но затоа е тука вечното сеќавање на благородната душа, која со своите постапки и со своите песни обележа цела една епоха од нашето културно и естрадно творештво. Беше амбасадор на добрата волја на УНИЦЕФ. Голем хуманист кој заслужно ја доби наградата Мајка Тереза, бидувајќи до крај доследен на неговата изјава: блажена е душата што дава. Тоа е нашиот боголюбив Тоше Проевски. Зад него останаа да се прераскажуваат убавите приказни за манастирот Светопреображение во Крушево, за клиниката за детски болести, за сите негови хуманитарни концерти и животни епизоди полни со човеколюбие и милосрдие. Затоа треба да сме му бескрајно благодарни, да го чуваме неговото дело и да го пренесуваме на идните поколенија кои гордо ќе го споменуваат и ќе ги пеат неговите песни. Дури и сега, кога светот се соочува со огромни предизвици и искушенија, треба да знаеме дека и ние сме дел од тој свет, па да ги ползуваме стиховите од песната за овој свет, со која Тоше ни порачува. За овој свет, еден и единствен, треба се да сториме, само тој го имаме. И ако светот се соочува со проблеми кои имаат своји импликации и во нашето општество, треба да знаеме дека еден ден тие проблеми ќе поминат. Но она што треба да не загрижува е се поголемото отсуство на љубов меѓу луѓето. Во ваква состојба треба да си споменеме на Тоше и на неговите често изговорени зборови. Ве сакам сите. Треба да ги собереме плодовите од семето на љубовта што го посеа Тоше на оваа македонска почва. Земајки го урнекот за љубовта од него, ќе можеме да ги победиме и омразата, и поделеноста, и злото, наталожени во душите низ годините на нас.
Тоше ниту никогаш физички, ниту духовно не го напушти Крушево. Иако заради неговата интернационална кариера му беа отворени вратите на сите позначени музички метрополи. Таа негова присутност е силна и денеска. И духот од песните и споменот на Тоше денеска се дел од препознатливата иконографија за Крушево, полна со историски знаменитости и современи атракции кои го направија градот важна и посакувана дестинација во меѓународни рамки. Голема заслуга и благодарност за тоа му припаѓа на нашиот Тоше Проевски, а наша обврска останува и понатамо достојно да му се одолжиме за неговиот придонес со постојаното сеќавање на неговите музички и хуманитарни остварувања. Нека ни е вековит споменот за ангелот македонски.